Благодарам. Најпрво ја поздравувам упорноста на колегите од Левица со овој предлог на закон, кој кога беше предложен по скратена постапка не беше усвоен од мнозинството во овој парламент, па сега нели е поднесен по редовна постапка. Иако свесни дека и овој пат ќе биде одбиен, добро е да се искористи секоја можност кога е на тема коронавирусот, за да се кажат катастрофалните здравствени политики на актуелната власт кои завија во црно преку 5000 семејства во Република Македонија. Последните статистики се од вчера и бројат вкупно 155.441 заболени и 5462 починати од COVID-19. Статистиките за имунизација пак кажуваат дека на вакциналните пунктови во Македонија, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 250.813 лица. Прва доза вакцина вчера примире 1455 лица, а вчера вкупно се вакцинирале 10.556. Во Македонија вкупно се аплицирани 410.711 дози на вакцини, а ревакцинирани се 159.898 граѓани. Со последните бројки, 48% од населението над 70 годишна возраст имаат примено барем една доза вакцина, 42% од населението над 65 години е вакцинирано со барем една доза вакцина и 35% од населението над 60 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Убаво звучат овие проценти и добро се избрани класификациите, како би се перципирале како делумно успешни или барем повисоки бројките на вакцинирани. Јас знам дека власта милува да се повикува на перцепцијата, но сепак наједноставно ќе беше да каже дека од вкупното население во Република Македонија, кое според последните релевантни пописни резултати изнесува 2.022.547 жители, досега се вакцинирани само 12,4% без податок дали со двете или само со една доза на вакцина. Овие манипулации со бројките се сепак помалку битни од вистинската здравствена катастрофа која ни е приради токму најповиканиот, а кој задоцни со се што е во врска со пандемијата, од самиот старт па до ден денешен. Задоцни со превенција, задоцни со снабдување со заштитна опрема, задоцни со интервенција, задоцни и со имунизација. Да не заборавиме дека задоцни и со апликација за фондот на ЕУ по однос на донациите за справување со корона кризата, па после се вадеше дека тоа намерно го сторил, бидејќи ние добро и умешно сме се справувале со сите заеми добиени токму за корона кризата. Секако, ова беше и остана само негова перцепција. Незадоцни единствено и само со ниту еден криминален тендер. И додека сум кај имунизацијата на населението, сакам да соопштам на јавноста и за еден случај од понеделникот, кога на лице кое отишло да се вакцинира со втора доза, наместо да му аплицираат вакцина од истото производство, му аплицирале сосема друг тип на вакцина. Кај нас во Македонија се стана можно и се навикнавме на грешки и на неказнувања, како и на небарање никаква одговорност. Тешко на оној кој си има мака и кој не знае каде и дали воопшто да се обрати, за да не си има проблеми со институциите кои што се партизирани и кои што најмалку го работат она за што постојат, за жал и секако чест на исклучоците. Имам бројни обраќања и поплаки од семејства на починати, но не би сакала оваа прилика да искористам за тоа, бидејќи секако имаме друга точка на дневен ред. Предлог законот за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со COVID-19 во приватните здравствени установи, поднесен од пратениците Апасиев и Крмов, според мене е позитивно законско решение, ако се има предвид фактот дека постојното законодавство не предвидуваше до денот на поднесување на овој предлог закон изрична изедначеност на цените на здравствените услуги меѓу приватните и јавните здравствени установи. Сумите во приватното здравство за оваа намена достигнаа и до неверојатни 15.000 евра, што значи дека овој предлог е издржан и е во насока на намалување на трошоците на населението, кое што беше оставено на милост и немилост во оваа пандемија и покрај постојањето на Министерство и на Комисија за заразни болести.
Целта на овој предлог закон е да се намалат трошоците за болничко лекување на граѓаните во приватните здравствени установи, заштита на јавното здравје и почитување на уставниот принцип на забрана за дискриминација врз основа на класно потекло и на општествена положба. Со истиот предлог се предвидува минимум квота од 50 болнички кревети во приватните болници, кои би биле на терет на Фондот за здравство и се изедначуваат референтните цени. Законот предвидува и максимални цени според тарифа, кои се движат од 670 евра до 3440 евра. Станува збор за предлог за државно пропишани тарифи и истите приватните болници ќе немаат право да ги менуваат. Предвиден е и друг модел, каде приватните болници, доколку го исполнат овој капацитет од 50 кревети, ќе можат приватно да наплатуваат, но по цени идентични како оние кои би ги покривал Фондот за здравство. Во предлогот постои спецификација да не смее да се прима капар, депозит и аванс, како и прецизирање во случај на смртен исход на платената сума за приватно лекување да се врати кај семејството. Накратко, ова е предлог законот на Левица и за истиот, кога се поднесе по скратена постапка, јас гласав за, а и овој пат ќе гласам, бидејќи секако, како што реков, подобар е од она ништо што ни го нуди актуелната здравствена власт. За подсетување само, ВМРО, ДПМН и коалицијата имавме предлог на закон од оваа област со кој што предлагавме изедначување на цените за болничко лекување на пациенти и во јавно и во приватно здравство, рефундација на средства за семејствата кои што веќе направиле трошоци во приватното здравство во изминатиот период по методологија која што Фондот за здравство ќе утврди. Понатаму, баравме ставање на позитивна листа на лекови на сета терапија која што им се препишува на пациентите болни и оние со симптоми од COVID-19, како и бесплатни ПСР тестови и во јавно и во приватно здравство. За разлика од нашиот предлог по однос на ПСР тестовите, Левица предлага истите да не бидат поскапи од 20 евра, а за разлика пак и од предлогов на Левица, власта усвои амандман на нивниот закон со кој што цените на ПСР тестовите ги ограничи на 1850 денари, што секако е најнепогодната варијанта и понуда за граѓаните во Република Македонија. Затоа велам дека предлог законот на Левица ќе има мојата поддршка, бидејќи е подобар од она што власта го усвои, но останувам на тврдењето дека нашиот предлог на закон најмногу ќе им ги олеснеше финансиите на лицата кои се лекуваат или имаат симптоми од COVID-19, но за жал истиот не ја доби поддршката оној пат. Упорноста на Левица само дава можност да се стави до знаење на македонската јавност дека власта не прифаќа никакви добри предлог законски решенија кои доаѓаат од страна на опозицијата во овој парламент и го користи само своето мнозинство за изгласување и надгласување. Во овој парламентарен состав има доста здравствени работници и жалам што сите заеднички не се обединуваме околу добро и квалитетно справување со пандемијата и што сите заеднички не се спротивставиме и не застанеме на страната на доброто и квалитетно здравство, туку оставаме за нашата фела да решава само мнозинството и толку. Пандемијата е нешто што го задеси целиот свет, но сметам дека кај нас немавме и немаме добро справување со истата, токму заради тоа што наместо доктор Филипче одлучува министерот Филипче, а од пред некој месец и партискиот подпредседател Филипче. Парламентот стана подрачна единица или експозитура на владата. Предлог законите кои доаѓаат од пратениците, од фелата и од народот немаат предност и не стануваат можност за широки и квалитетни дебати, туку само се чека да се завршат дискусиите или воопшто и да ги нема и да се премине на гласање, а исходот од гласањето е далеку однапред и предвиден и познат. Ви благодарам за вниманието.